Господине председател на комисијата, протестирам до вас затоа што не си ја вршите работата и не му кажавте на господинот Латас каде се наоѓа и во која улога е овде. И му дозволивте, како и во неговиот дневник, да биде арогантен и на нас овде да ни држи придика за тоа што треба и што не треба. Не одговори на едно прашање. Господин Мираковска, како е дали можно сметам ово новинар времето за само за еден поставување ден прашање да или да ви добие одговорам? доказ дека Сакате не и да го стопирам подош? времето. Ве молам, одговорете ми. Немето ако ми го Нема, мене ми се обрати сега. Значи, вие сте досега единствен пратеник, единствен, што ми се обрати мене на место на сведокот. Ако сакате мене да ми се обраќате, ќе ви одговорам, ама ова надзорна расправа долго време организиравме и мислам не сакам да дозволам вие не можете лично да имате двојни стандарди. Значи, Вие мора да бидете и не сакам да еднакви правам со споредби со другите сведоци, без разлика дали беа поканети како сведоци или гости на ВМРО, ДПМН, на власта или на опозицијата. Не сакам, затоа што ги почитувам сите, им го почитувам и интегритетот, и интелектот, и затоа што се тука поканети, сме се согласиле сите заедно дека ќе дадат придонес со своите искази и со респект ги слушав сите до еден и на сите до еден им дозволив да заминат многу далеку надвор од времето што е пропишано дозволено и да заминат доста надвор од темата, иако е доста широка, што е кажана. И ако сакате да правиме споредба сега, нема да влезам во тоа, да ви кажам кој, еве, пред Драган Павловиќ Латас, од сведоците, зборуваше многу слично или исто, како што начинот или забелешките што ги имате за неговото искажување, кај бевте тогаш или не бевте в сала, може би. Значи, не е фер, едноставно, но ваше е правото. Времето не ви се смета во поставување на прашање. Баравте одговор, тоа е мојот одговор. Оставувам забелешката до вас и размислете за тоа од сега натаму како ќе водите една надзорна расправа. За жал, господине Латас, во нашата земја стана пракса медиумите да објавуваат имиња, фотографии, видеоматеријали од уапсени лица, пред полицијата да поднесе кривична пријава за нив и пред судот да донесе одлука за отварање истрага и евентуално одредување мерка притвор. Без оглед на тоа што етиката во новинарството, како професор, верувам дека ќе се согласите со тоа, вели дека медиумите треба да се воздржуваат од такви активности. Вашиот медиум е директен учесник во филмските апсења организирани од власта и на тој начин станувате соучесник во рушењето на угледот, честа и достоинството на осомничените, имајќи во предвид дека таквите режирани судски случаи, голем дел, најголемиот, над 90% од нив, завршија со ослободителни пресуди. Ќе споменам само неколку. Ако се сеќавате на докторот Докич, на Змиско Око, на случајот апсини полицајци и цариници поради примање подкуп. А вие како главен и одговорен уредник во Сител телевизија сте подеднакво одговорни за стотици полициски хајки, кои преку вас се претворија во медиумски хајки против незаконски и неправедно уапсени и затворени граѓани, новинари, ваши колеги, бизнисмени, политичари, доктори, како што спомнав пред малку и други. Додека режимот со своите специјалци им става лисици на таквите граѓани, вие им правите медиумски линч, прогласувајќи ги за виновни уште пред да бидат изнесени на суд, уништувајќи им на тој начин и нивното достоинство и нивниот живот. Сакам да ве прашам, зошто камерите на ТВ Сител секогаш се први во полициските акции? Зошто Сител секогаш прв известува за спектакуларните политички апсења и кои се ваши соработници од МВР кои ви ги испраќаат полициските снимки, а многу често и досиеа? Сметате ли дека интересот на кој многу често се повикувате е толку поважен од моралното и уставното начело на заштита на презумцијата на невиност? И како сметате дека е возможно да се реституира нарушениот углед на многу ослободени лица кои претходно се јавно линчувани со ваша помош? И на крај морам да ве прашам, не во името на оние кои сметаат дека кога вас ќе ве слушнат
ќе им биде животот толку многу убав, а кога ќе се завртат по дома ќе видат дека се гладни, туку во името на една друга група граѓани кои најрадо би го скршиле телевизорот кога ќе ве видат, но тоа не го прават само затоа што е голема сиромаштија, одговорете ми, имате ли намера конечно да се занимавате со новинарство и да бидете вистински објективен новинар или планирате и понатаму да останете само микрофон и мегафон на овој режим? Благодарам, госпоѓо Мираковска. Јас наистина морам да кажем, пред да му дадам збор на господин Златас да одговори, дека сум и како човек вака лично разочаран, ме разочаравте со вашиот настап и на крајот успеавте, дозволете ми, на крајот успеавте да испратите и навреда до господинот Златас. Значи, дали некој, кога ќе види некого на телевизија, му доаѓа да го искаши телевизорот, тоа може да го каже секој за секого, меѓутоа не е место. Вие го злоупотребувате вашето право како председател овде, на оваа во комисија. собранието, Може ли да не ме браните? Да кажете тоа. Може ли да не ме браните, само ја ве замолам. Повелете, господине Драган Павловиќ, имате... Значи, мислам дека нема потреба да ме браните. Пратеникот. Се што сакав да кажам во 5 минути, ви благодарам што потврдивте. Ова е притисокот врз новинари кој го правите вие и вашата партија. Јас овдека сум гостин кој дошол на одредена тема и говори, но јас ве плаќам вас, не вие мене. И ќе оставите да го кажам тоа што мислам да го кажам, доколку некого не сум навредил или слично, а не сум. И затоа научете се. Јас ве бирам, јас ве плаќам, овде сум гостин и ќе кажам тоа што сакам. Дали вас ви се допаѓа или не, тоа е ваш проблем. Дали ви е јасно? Дали ви е јасно? Дали ви е тоа јасно? Немате право да ми кажувате дали јас ќе ги кажам моите ставови на начин кој вас ви се допаѓа. Второ, притисок врз новинаре, притисок врз новинаре, да ме квалификувате дали некој го крши телевизорот или не. Добро, мислам, сакате да го потврдите тоа што Немате право на тоа. Вие сте јавен службеник. Можете да се обратите како гледач, како граѓанин, но на ова место немате право да вршите притисок врз објективноста и мојата слобода на информирање. Ова е тоа за кое говорам 10 минути. И не би требаше ништо повеќе да кажам, бидејќи добив на тац на нешто што не сум го нисовново од пратеник на СДС кој ќе ме потврди. Втората работа, навреда и клевета за медиумот и притисок. Не е сител соучесник во апсењата, бидејќи ниту бил на апсење, ниту снимал апсење. Никогаш до сега. Кога би биле надвор од ова место би добили тужба за клевета, глатко, ако не друго од мене. Никогаш не учествувал во ничија апсење. Сме се труделе да почитуваме презумција за невиност и тоа е единствената точка со која вас се слагам. Не успеваме секогаш. Тоа е точно. Се трудиме. Некогаш од незнање, некогаш од брзање, некогаш од некои слични причини, но немало зла намера. Како што е точно дека еднаш тоа правило сме го прекршиле и имаме судска пресуда за тоа. Бидејќи сме објавиле име на дете кој било предмет на кривично дело кон малолетник. Никаде тоа не сме го објавиле, дури не сме се ни жалеле. Изречена е казната, парите се платени. Согласно оно што првостепениот орган го решил, а не беа парите мали. Што значи, ова е слобода на јавно информирање, за која говориме. Кога вие на мене ми држите предавање, докаде јас смеам да мислам. Ја ќе мислам дека што сакам, а вие ќе ме гледате ако сакате. За среќа има многу повеќе кои ме гледаат, колку како вие кои не ме гледаат.